Времето ќе покаже дали новите антикорупционери се вистинскиот избор или пак во позадина било нешто друго. Процесот беше транспарентен, рече министерката за правда Рената Десковска-Тренеска, одговарајќи на новинарско прашање како го коментира изборот за член на ДКСК на Баџанакот на спикерот Џафери Нури Бајрами. Десковска очекува овој состав во целост да се произнесе за сите сомневања кои се јавуваат за корупција. Јас не гледам никакво прекршување на законот во постапката за избор. И тоа што го цитирате дека постоеле вакви или онакви ограничувања, тие не се ограничувања, тоа е како се мери родбинство, а тука баш и не спаѓа, не се опфаќа овој степен ако се гледа правно. Но надвор од тоа, дури и да се опфаќаше, значи немате формално прекршување на законот, постапката беше законита. Останува на Државната комисија за спречување на корупција дали ќе си ја врши работата совесно, честно и онака како што е пропишано во законот. И членот на комисијата за селекција за членовите на антикорупцијската, Сабина Факиќ, за еден ТВ рече дека Бајрами покажал интегритет. Тој се издвои едноставно со своите ветувања дека е подготвен за безкомпромисна борба против корупцијата, со критиките кои ги даде во текот на своето интервју за партиските вработувања, критиките за недоволната транспарентност на самата општина во која работи, нешто што за жал не ги одликуваше другите кандидати. Според министерот за администрација Дамјан Манчевски, јавноста требаше навреме да реагира како и за многу други кандидати за вработувањата на роднините на високите партиски функционери. Манчевски вели дека новата антикорупцијска треба да провери дали има судир на интереси. Од 2006 за нас беше забрането и во јавен и во приватен сектор било кој што членска книшка на СДСМ се вработи. Вие го знаете тоа. Затоа зборевме за заробена држава. Денеска е чудно што било кој што е симпатизер на оваа власт дека се вработува и во јавни институции. Во ред да се согласиме дека повторно тоа е проблем. Каде доаат овие луѓе? Во ред, не, ви кажувам, ајде да се договориме, да речеме дека овие луѓе не напуштат државата. Па не е точно, сега имате два примери и 202 други, каде што луѓето си наоѓаат работа по други линии. Со новиот закон за спречување на корупција донесен во консултации со европските експерти и невладини организации, новата антикорупцијска комисија има зголемени надлежности околу јавните набавки, финансирањето на политичките партии и следењето на изборната кампања.